задоволувал полови страсти врз мртви жени, а 3 од 4 жртви се убиени или во ист ден или на верскиот празник Бадник. Ова се најгрозоморните факти поврзани со серискиот убиец, кој една година никој не го разоткри. Тој уби па силува 4 жени во регионот на Кумановско Старо Нагоричане, а се обидел да убие уште 2. Обвинителството ја заврши истрагата, започната во февруари, откако изврши и 4 ексхумации, од кои за 3 се покажа дека жените закопани како починати од природна смрт, сепак се жртви на убиец. Денеска обвинителството го поднесе обвинението за 4 убиства и 2 обиди за убиство против 25-годишниот Трајко Бојковски. Со умисла лишил од живот повеќе лица, согласно членот 123 став 3 од Кривичниот законник, му се заканува казна затвор од најмалку 10 години или доживотен затвор. Согласно извршените вештачења во текот на истрагата, делата ги вршело други ниски побуди, односно со намера да ги задоволува своите полови страсти спрема мртви женски тела. Според обвинителството, првото убиство кое беше разоткриено после ексхумација и отворена истрага се случило ноќта 5 наспроти 6 јануари 2025 година во селото Клечовце. Тој со умисла влегол во куќата на жена која спиела, ја нападнал и ја задушил. Според обвинението, починало од многу бројни скршеници и повреди, од кои не можело да дише. Второто убиство го извршил исто така во периодот од 5 до 7 јануари лани, но во Драгоманце, и тоа на сличен начин, со умисла, пишува обвинителството. Следните 2 убиства се случиле повторно во јануари, но годинава. 2 жени живееле во Челопек, а Телма веќе пишуваше за овие убиства. Една од нив е 78-годишната Мира С, која живеела сама и која беше пронајдена мртва после речиси 1 месец од убиството, и после кој настан беше открен серискиот убиец. И неа ја убил на верскиот празник Бадник, односно на 5 наспроти 6 јануари годинава. Последната жртва, која беше исто така ексхумирана, беше помлада, 35-годишната Марија, за која знаел дека живее сама и ја нападнал во доцните вечерни часови на 17 јануари годинава. Тој безуспешно се обиде да убие уште 2 стари жени, но се исплашил. Настан е евидентиран на 22.7.2025 година во село Челопек, каде се обидел да лиши од живот жена која успеала да го заплаши така што викнала по нејзиниот син, па обвинетиот избегал. Последниот евидентиран настан е на 9.2.2026 година во село Челопек, каде со умисла се обидел да лиши од живот уште една жена, но се исплашил од звук што го слушнал и побегнал пред да ја реализира намерата. Инаку полицијата поднесе кривична пријава против 2 доктори од Куманово, кои не утврдиле дека кај жртвите има траги на насилство, па 3 жени биле закупувани без истрага. Јавниот обвинител сега побара да се продолжи притворот за убиецот, за кој вештаците проценија дека бил пресметлив додека ги извршувал убиствата.